сега одиме на друга тема. Рековме, ќе зборуваме за омилениот зимски спорт, а тоа е скијањето. Ова утро со нас тренер, инструктор по скијање, а исто така и државен шампион во слалом. Добро утро до Гоце и до Виктор Петкови. Добро ни дојдовте. Многу награди донесовте со вас. Сето ова вие сте го освоиле? Јас. Малиот, а? Дел од наградите. Ова само дел, тоа што можевте да донесете. Епа нека ви е честито и за сето ова што досега го имате освоено, а и она што допрва во иднина ќе го освојувате. Ирена повели. Благодарам, Искра. Еве официјално, сега јас да ве представам Гоце Петков, тренер и инструктор по скијање и основач на Сноуспорт Маврово, и Виктор Петков, кој што е шампион на Македонија во скијање слалом и велеслалом, во двете дисциплини. Многу ми е мило што сте утринава заедно со нас и што допатувавте од Гостивар. Станати сте рано, ама тоа не е пречка за вас, бидејќи кога и да се договарав со Гоце, секогаш бевте на скијање, на терените на планината Бистра во Маврово, и мило ми е што ова утро ќе зборуваме за скијањето како спорт и како рекреација. Патот беше добар до Скопје, нели? Снег нема по пат, меѓутоа на Маврово има снег за скијање и за тренинг, така сега за сега. Сега за сега, да. Добро, Гоце, ќе го почнеме разговорот со вас, бидејќи вие сте тренер и инструктор по скијање. Долги години сте во овој спорт. Каков спорт е скијањето и кои дисциплини ги има? Скијањето е пред се зимски спорт. Кај нас во Македонија е застапен како спорт и како рекреација, и е популарен, да, и се популарен. Малце е поскап од другите спортови. Па може би еден од најскапите спортови, така, ако се согласувате со мене. Да. Во Македонија последниве 2 години имавме сериозни проблеми со глобалното затоплување и нашите ски центри многу малце работеа во минатите 2 години. Оваа година зимата ни се покажа во вистинското светло, па има сите ски центри имаат доволно снег. Услови за скијање. За скијање. Меѓутоа, па државиве што се до нас, комшиите, Бугарија, Србија, сериозно настапуваат и како ски центри и како можност за туризам. Да. Ке се вратиме на ова малку подоцна, да ми кажете сега за дисциплините. За кои што Виктор е шампион, тоа се слалом и велеслалом. Тоа се две технички дисциплини во скијање? Која е разликата меѓу нив? Во алпското скијање постојат слалом, велеслалом технички дисциплини и брзи дисциплини супер G и спуст. Постојат и сноуборд, сноубордот како дисциплина, и од нордиските дисциплини и од биатлонот се посебни, меѓутоа влегуваат во зимски спортови. Така. Ке зборуваме со Виктор малку подоцна околу професионалниот дел на скијањето, ама вие бидејќи сте инструктор, сакам да ве прашам од која возраст е најдобро да се започне со скијање и како изгледа еден инструкторски тренинг за почетници? Да. Ова прашање многу родители ни го поставуваат, ги интересираат дечињата на која возраст би можеле да започнат да скијаат. Значи, сум имал искуство и со 2,5 годишни деца толку мали? Да, толку мали. Само што проодени, така се вика. Так, да. Значи, тоа зависи од самото дете. Има деца кои се хиперактивни, кои се и го сакаат снегот, така да не е никаков проблем да ги ставиме на ски. Значи, тоа не е скијање, тоа е лизгање, тоа е да го засакаат снегот, спортот. Напредните часови за учење доаѓаат подоцна. Од која возраст? 5, 6, 7 години? Од 5-6, да може детето да знае што е лево, што е десно, што е нога, што е рака, што е положба на телото, да има комуникација помеѓу детенцето и инструкторот. Така е, да. Како изгледа еден тренинг и обично колку трае? За почетници зборуваме сега. Обично ги делим, сите инструктори ги делиме на час или на сат. Значи, часот е 45 минути, со некоја си мини пауза или 1 час.
што е за почеток е доста доволно. И да нема гужва. Да нема гужва, тоа е многу важно. Да така? нема гужва, да. Да. Тоа е првиот момент, а може да скија колку што му дозволува заморот. Така. Значи, ако дојде до замор, ние самите прекинуваме. Да. И самите деца ви сигнализираат дали нешто му студи, дали сака нешто да се стопли, да јаде, да се напие вода, чај. И тука застануваме. Така. Нема Сега, претерување. она што е многу важно во скијањето е скијачката опрема, која што кажавме дека е можеби еден од најскапите спортови, а меѓутоа и за рекреативно скијање потребно е да се има соодветна опрема. Што сочинува една опрема за скијање? Што се е потребно? Да. Да, многу е скапа опремата. Значи се состои во соодветни чевли, ски, стапчења. Во последно време на сите им сугерираме да имаат децата кацига. Многу е важно тоа, Многу така? е битно, да, тоа се заштитни мерки, Така, да кажам. така. Наочари, ракавици нормално и соодветни панталончиња и јакна за евентуално студот. И за студот, ама и за влагата, така? И за влагата, и за студот, да бидат заштитени дечињата. Мора да бидат заштитени. Да. Доколку некој не може да купи или не е во можност да купи ски, бидејќи кај децата и не се исплати затоа што ногата нели на детенцето расте, постои можност и за изнемување, така? Да. И нашите ски центри располагаат со сервиси за скијање. И Маврово, и Попова, Шапка и Пелистер, и таму може да се изнеми соодветна ски опрема и за дечињата и за возрастни. Така. Значи, тој што не сака да купи, да ја инвестира во собствена опрема, може на еден ден, на повеќе денови да се изнеми согласно со возраста. Сега да го вклучиме и Виктор во разговорот. Виктор, честитки. Прво за сите ова се само дел од наградите, толку можевте да донесете од гостивар. Има овде и медали, и пехари, каде што имаш досега настапувано. Виктор професионално се занимава со скијање. Кажав, првак на Македонија во двете дисциплини слалом и велеслалом, така убаво кажав. Така. Која е разликата меѓу овие две дисциплини? Слалом е најтехничка дисциплина во скијањето. И имаме пократки завои, околу 10, 11, 12 метри, а велеслалом се пошироки завоите, одат од 20, 25 до 30 метри. Така. Во завој има поголема брзина во велеслалом. Кое ти е полесно? Во двете сум слично добар. Па, Може не би за џабе слаломот, може би си првак слаломот. во Македонија. Да, може би слаломот малце подобро, да. Добро. Од кога почнуваш да скиеш? Од која возраст? Прв пат ме ставиле на ски на 2,5 години, како што кажа Гоцет. Значи, ти Да. си еден од тие Еден што од само тие. што проводел стапнал на скија одма, така? Да, баш така. Не се ни сеќавам, пошто нормално сум бил многу мал. И да кажам, тие се виновниците што јас сум денеска тамо кај што сум. Да. На А си на професионално врвот скијање. на нашата држава, затоа што и многу ми е кејф тоа што успеавме да ве фатиме, да ни дојдете овде, бидејќи во петок заминувате веќе во Босна и Херцеговина, така на надпревар. Еве, веќе следниот месец од 10 до 14 заминувате во Австрија на светското првенство во скијање. Јас ти постакувам од срце многу успех и се надевам ќе ни се јавите со убави вести. Ајде малку околу твоите подготовки. Како изгледа, веќе зборуваме за спортиста, значи за скијање веќе од спортски аспект, како изгледа еден твој тренинг? Претпоставам дека е многу поразличен од ова од инструкторски тренинг. Така е, нас обично сезоната ни завршува во април месец, секоја година, и имаме некоја си мала пауза после сезона. После тоа почнуваат физичките подготовки, суви тренинзи, како што се возење точак, кондициони тренинзи, теретана и така натаму. Преку лето и на есен обично одиме во Австрија, на глечерите Капрун или Хиндертукс. Тамо се тренирам скоро секој месец. Да речеме наутро нас тренинзите ни секогаш рано, стануваме, одиме на скијачкиот центар, се поставува стаза, слалом или велеслалом во зависност од денот. Се тренира, да речеме, до пладне,
од план не се повлекуваме назад дома. По план имаме физички тренинг, сув тренинг, трчање, теретана или што и да е по програма за тој ден. Се средуваат скиите, тоест се сервисираат, секој ден ние ги сервисираме скиите за да бидат спремни за утрешниот ден. И така би изгледал отприлика еден ден тренинг на скијање во Австрија преку лето и на есен. Значи, бара на вистина огромна посветеност, не е нималку едноставно, така, да се сервисираат скиите, да се одржува сето тоа, а најмногу од се да се одржува твојата форма. Има ли тука можеби некои рестрикции околу исхраната, некој посебен режим на исхрана? Кога станува збор веќе за професионализам? Да, се пази на исхрана, имам консултации со нутриционист, така, тој ми ја пишува програмата и горе-доле гледаме да се држиме до таа програма секако колку што се може, пошто ние многу патуваме и не може секогаш да се пази, да речеме, патуваме некогаш и по 2 дена до Австрија треба да се стигне, не може да се припази баш на се, али кога сме тамо или кога сме тука во Македонија гледаме што повеќе да припазиме исхраната. Да најавиме сега викендов одите во Босна, така? Така, да. Кажете тоа балканско првенство Тоа како? се меѓународни фистарки, државно првенство на Босна има. Ќе настапуваме во ски центрите Белашница, Купрес, Јахорина и Пале. Равна планина. Равна Равна планина. планина. После тоа се враќаме во Македонија и ќе гледаме некој тренинг да направиме на Маврово, се спремаме и одиме на светско првенство во Залбах, Австрија. Кои се вашите очекувања? Моите очекувања искрено се да се пласирам во главната трка, пошто имаме квалификациона трка во слалом и во велеслалом. Тие што се квалификуваат одат на главната трка, да се квалификувам на главната трка и да го повторам успехот од 2021 година. Тоа беше 36-то место во велеслалом во свет. Браво. Што е важно во овие трки? Што се цени, што ценат судиите? Времето, техниката, така? И... Времето. Само време. Само времето. Само времето. Аха. Најбрзиот Кој е е твоето, најдобар. бидејќи си државен шампион, кој е твоето време во слалом и велеслалом? Во зависност од патеката. Од патеката? Да, различна патека, различни поставки на стази, различна конфигурација. Може да биде од 40 секунди, да речеме, првото време, може да биде и минута 10, минута 15, се во зависност каде е поставена и како е поставена Да, се самата во стаза. зависност од планината, така претпоставувам да. колку е. Браво, навистина секоја чест, јас ми се восхитувам, поготово вака кога имаме млади, амбициозни луѓе, а имаме навистина да се пофалиме. И Гоце, бевте изненаден, кажавте се изненадив што не повикавте. Треба навистина да се афирмираат и многу повеќе да се знае за успесите кои што ги имаат овие златни деца, да кажам, кои што ги има нашава земја. Тренирате во моментов на Маврово, така во моментов. Какви се условите, Гоце, за тренирање? Еве кажавме летниот период заминувате на глечерите во Австрија, меѓутоа овдека само Маврово тренирате или можеби и некои други стази? Само во Маврово. Ние, пошто сме локал патриоти, клубот ни е од Маврово. Маврово има, по мене, најдобри услови во Македонија. Тоа е поради системот за заснежување, што го има Маврово и горе-доле минимум услови ги добиваме во Маврово. Ви кажав, минатата година и претходната година ниту еден тренинг не успеавме да направиме во Македонија. Тоа се сериозни трошоци за нас. Да. Значи, кај да отидеме, ние мораме да платиме сместувања, мораме да платиме ски карти и секогаш тренинзите, како што вие сами спомнавте, ни се наутро, за да немаме поклопување со рекреативците и со луѓето кои дошле да се забавуваат. Скијањето за нив е забава, за нас е професионален спорт. Да. Еве, одат веќе фотографии. Може да видиме и тоа како изгледа, еве, убави навистина пози од, претпоставам ова од каде? Тоа е светското првенство. Така. Тоа е 36-то место во Кортина во Италија. Во Италија. Ова е сега пред Нова година во Австрија. Бевме на трка, тоа е еден дел на Кидсвил. Бевме на надпревар. Виктор? Да. Нека си одат фотографија. Ова е велеслалом. Так. И ова исто велеслалом. Сакам да ве прашам околу скијањето и околу безбедноста во спортот. Многу е важна опремата, нели, претпоставувам како што кажавте. Имате... Ова е слалом.
слалом. Ова е на Маврово, на наш терен. Да. Би сакала да го искористам Гоце овој разговор овде да споменеме и на детските нокни трки, кои што ги викате снегулки. Вие сте единствени на Балканот кој што вашиот клуб ги организира на падините на Бистра, така на Ова е од минатата година, минатата година на државното првенство се одржа во Банско. Го државме, исто како што ви кажав, немавме услови во Македонија. Скијачката федерација на Македонија направи напор да се одржи државното првенство во Банско. Ова е во една голема меѓународна трка во Романија. Учествувавме, имаше преку 29 држави. Ова е една слика со легендата на скијањето во светот, со Анте Костелич, исто на Банско. Ова се дечињата од клубот кои покрај Виктор се членови на нашиот скијачки клуб. А на вашето прашање што ме поставивте, минатите години, додека имавме услови, на Маврово организиравме детски трки во велеслалом, популарната ночна снегулка. единствени на Балканот, На така? Балканот, да. До сега никој нема успеано да направи трка под рефлектори, да кажам. Да. Се надевам дека сликите ќе Да, мислам дека ќе отиде да. и таа слика, да, каде што има дел од тоа Имавме неколку на 2 години преку 100 дечиња кои успешно ги завршија надпреварите. Знаете, скијањето е дневен спорт, меѓутоа под рефлектори си има посебна убавина, така да ние успеавме. Се надевам дека и оваа година ќе имаме услови во после февруар месец да направиме таква детска трка повторна. Па сигурно сега за сега и меѓународна така. Има сега за сега и услови. Она што сакам да ве прашам, неколку пати кажавме дека е навистина скап спорт скијањето, дека вие не можете без вашите помагатели, така сепак одите и на светски надпревари и секаде. Колку ви помага државата сега веќе споменавте, нели имате и од Министерството за спорт и од општината Гостивар, така? Помош и еве да си кажете кои помагатели моментално ни се општина Гостивар, Министерство за спорт, нормално скијачката федерација на Македонија и сите спонзори на Snow Sport клуб, без кои ние не можеме да сме тамо каде што сме во моментов, пошто како што кажавте, е еден од најскапите спортови. Да. И за крај на разговорот, да не сакавте да кажете нешто, да не ме прекинете? Не, би сакал одредени личности, Виктор што го кажа, да им се заблагодариме и по можност и другите да си најдат свое место за реклама, бидејќи ние каде и да отидеме, нашите спонзори не прашуваат како сме успеале да ги внесеме во скијањето. Тоа се љубители на скијањето кои нас безрезервно не поддржуваат повеќе години наназад и голема благодарност до нив, голема благодарност до нашиот градоначалник на Гостивар, кој последните години безрезервно не поддржа сегашниот министер за здравство господинот Таравари. И се надеваме дека и другите институции во државата ќе го подигнат скијањето на повисоко ниво. Не можеме да се споредуваме ние со другите спортови. Ние немаме спортска сала во Скопје да дојдеме да тренираме, немаме спортска сала. Вие зависите од природните услови, така? Ние мораме да отидеме 1300 километри на обичен тренинг. Така. Треба некој да не разбере дека и останатите клубови, и останатите наши колеги се судруваат со сериозни проблеми. Да. Вие детето ваше треба да ни го дадете да отидеме 1300 километри во преку 5 држави за да направиме тренинг. Да. Тоа се сериозни проблеми, верувајте. Љубовта кон скијањето, кон снегот и кон овој спорт победува се и големата желба, нели? Јас ќе ви посакам многу успех и сега на ова меѓународно првенство во Босна и секако на светското првенство во Австрија. Се надевам ќе не информирате за успесите, па потоа да ни бидете повторно овде гости, да ни кажете какви ви беа впечатоците од тамо. Можеме и да споделиме што може од тамо да се примени кај нас. Претпоставувам дека ги користите и тие новините во како и во се така и во скијањето. Благодарам и честитки уште еднаш. Среќен пат до Гостивар. Навистина секогаш ми е многу кејф и мило кога имаме вака млади
момци, да кажам, кои што успешно не представуваат во спортот. Благодарам. Благодариме.